Дупката била претходно ископана, а обвинителството тврди дека сме го киднапирале детето за да бараме откуп. Обвинителниот акт и доказите се контрадикторни, тврди Лјупчо Палевски Палчо, обвине дека е организатор и реализатор на убиствата на Вања и Панче. Палевски седна на обвинителна клупа заедно со останатите обвинети, кои се товарат дека му помогнале во киднапирањето и двојното убиство. Тој практично застана во одбрана на таткото на Вања Александар Ѓорчевски, за кого рече дека не го познавал и дека двајцата немаат каква било вина. Целиот предмет на обвинителството Палевски го нарече политички монтиран случај. Јас бев киднапиран првите 7 дена. Ме донесоа на 15 мај во затворот во Скопје, но 7 дена не добив никаков факт. После ме донесоа со медиуми, со калашникови. 6 дена ме држеа. Судијата на претходна постапка Душан Јосифов изврши кривично дело. Ова е политички монтирано судење. Регуларно заминав за да направам магнетна резонанца на мојата кичма, која 70% не е во функција. И помагачите на Палчо, чии постапки се детално опишани во обвинението, а двајца од нив во истрагата признале вина. Сега во судницата рекоа дека не се чувствуваат виновни. Владко Кешишов, Велибор Манев и Боре Видевски. Тоа ќе го докажале во судската постапка. Александар Ѓорчевски, таткото на Вања, кој се товари дека помогнал во грабнувањето, побара од судот да му дозволи да помогне во расветлување на целиот случај. Чувствувам болка и агонија која не може да се објасни со зборови, но сепак од друга страна чувствувам и обврска и кон Вања и кон Мина, нели, дека се ставам на располагање за да се разреши целата оваа работа и конечно во детали со имиња и презимиња, со тоа што го наведе мојот адвокат, кога дефинитивно ќе се потврди, тогаш ќе бидам слободен. Според адвокатот, таткото на Вања е жртва и како што рече, брани потполно невин човек. Он е класично злоупотребен. Неговите действија кои ги преземал во насока на самостојна истрага се злоупотребени и погрешно протолкувани. Инаку не е никаква тајна, тоа го знаат сите, дека Александар бил во дневна комуникација, значи на дневна основа, постојана комуникација со децата и не е никаква тајна дека бил во неверојатна близина со своите деца. Со пиштол со калибар од 9 мм преку перниче која го нашол на местото на убиството. Обвинетиот Палевски пукал во главата на Вања Ѓорчевска, кажа обвинителката пред судот, кој претходно и го одби барањето, јавноста да биде исклучена од целото судење. Обдукцијата покажала дека Вања во десната хемисфера од мозокот имала рана и огнострел канал од 34 см, кој минувал низ вратот до четвртиот пршлен од дрбетот. Според обвинителите, убиството на Вања и Панче е еден од најтешките кривични настани во нашата земја.